И навистина верувајте дека ние и како можеме да знаеме дали некому сме му опростиле или не. Затоа што ако си бидеме искрени, кога ќе слушне за таа особа, тебе нешто ти се случува кај тебе. Значи, во стомакот те стега и знаеш дека имаш некој гнев или нешто кај тебе се случува, тоа не е опростување. Може би умствено сме рекла, јас се опростувам на таа личност, но се уште не е целосно опростување. И затоа опростувањето во нашиот живот може да донеси победа и да имаме победоносен живот, ама и како тоа може да донесе и пораз, затоа што тоа е спротивното на опростувањето, не опростувањето. Значи, многу луѓе тоа го знаеме интелектуално, умствено и така се однесуваме и збориме, ама не одиме според слободата на Христовото опростување кое што ни го дава. И затоа Божјото опростување како доаѓа? Прво преку исповедување и потоа доаѓа покајанието. Во Псалм 51, нема да го читам целиот псалм, значи од 1 до 19 стих, гледаме како Давид се кае. Како Давид бара да Бог нему му прости. И толку искрено тој пристапува кај него, кој што си ја признава својата грешка, кажува колку е милостив и добар Бог, дури бара да Духот Свети Божи не се отрга од него и му вели дека тој кој ќе му прости, ќе го направи почисти од снег. И во секој случај Давид беше наречен според Божјото срце човек, а кога ќе размислиме за неговиот живот, тој знаеше и тој вистински жалеше за неговата прелюба, жалеше за тоа што умислено го стави незиниот сопруг на првите редови за да се случи убиството, но знаеше дека кога ќе се покае, дека Бог е милостив и добар и ќе му прости. И често пати се зборуваше како е можно еден таков човек да биде наречен според Божјото срце, а тоа е неговото покаяние, кој што ќе беше тој на дното, можеби што се вели на океанот, но како вртлок тој брзо ќе извиеше и ќе беше горе, предавајќи се на Господ. И затоа, значи, ние треба да навистина бидеме луѓе со таков став кој што искрено ќе ги предаваме и ќе се покајуваме пред Господ. Можеби некогаш си се почувствувал дека нешто може би си направил, си сгрешил и нешто неисправно и тоа те прави да ти се чувствуваш дека не си толку близко до Господ и дека може би и се чувствуваш ужасно. Но верувајте и знам дека повеќето тука ние знаеме дека Господ ни ги простува нашите гревови. И тој е верен и праведен, кој што исто така ќе ни ги прости и навистина ние треба да го имаме тој став искрен. Во 1 Јованова 1:9 самиот стих вели: ако ги исповедаме гревовите своји, тој е верен и праведен за да ни ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. Значи, простувањето е комплетно во нашата врска со тоа што на тој начин ние ја обновуваме таа врска со Христос и започнуваме да чекориме со Него. Значи, кога тој ни ги простува гревовите, тој не ни дава услов. Значи, нема тука услови, туку едноставно што тој бара од нас е да ги исповедаме своите гревови и вели тоа е верен и праведен да ни ги прости и ќе не очисти од секаква неправда. Тоа го прави веднаш, ама понекогаш луѓето и како кога не ја сваќаат и не ја прима таа прошка, тоа постојано го повторуваме и правиме. Верувајте, јас кога поверував, пошто немав црква и немав луѓе со кои што може би да се советувам, и се сеќавам дека моментот на, значи јас како средношколка имам слушната, ама можам да кажам моментот кога целосно го предадов мојот живот беше на моите 19 години. И знам дека секој ден, првиот пат бев на колена, ама после секој нов ден јас се каев и се враќав на истите работи, се додека да сватам и да согледам на Словото, дека ако јас исповедам моите гревови, тоа е верен и праведен и нема зошто да се враќам повторно и повторно таму. Значи, искреното исповедување и како вклучува отстранување од грев
и тоа е ветување дека нема да продолжам, а тоа на некој начин е како ветување дека нема да продолжам повеќе да грешам, нема да чекорам со тоа. Значи, на тој начин ние ја обновуваме врската со Бог и дури најдобриот христијанин може да сгреши и дали тоа го прави него дека тој не е добар или дека ние не сме добри. Значи не, напротив, Христос е нашиот совршен пример кој што ни покажува дека тој итекако го победи тоа, издвои победа на тоа и ни дава опростување на нашите гревови. Значи Исус Христос е совршен пример во својот живот и смрт и ни покажува како треба да простиме. Кога беше веќе на крстот, во Лука 23 глава 34 стих, што и тој вели: а Исус рече: Оче, прости им зашто не знаат што прават. И кога ја делеа дури неговата облека, тие фрлаа ждрепка, тој сето тоа го гледаше и велеше: прости им, не знаат што прават. Добро е, значи, може да се случува дека може човек да сгреши, но треба да знаеме дека тука е нашиот застапник Исус Христос кој умре на крстот за сите наши гревови и дека тој ни ги простува. Понатаму во 1 Јованова 2 глава 1 стих веле: Чеда мои, ова ви го пишувам за да не грешите. И ако некој сгреши кај Отецот, имаме застапник Исус Христос праведникот. Значи, кажавме дека тој е нашиот застапник и секогаш, во секоја една ситуација, треба да дојдеме кај него. Во Јован 8 глава, понатаму 7 стих само ќе го прочитам, ама тоа се случува за жената кога беше фатена во прељуба и тие сакаа да ја каменуваат, што Исус тука им рече. Вика, тој се исправи и им рече: кој од вас е без грев, прв нека фрли камен на неа. Секој сгрешил, нормално, и секој кога е искрен ќе си го признае тоа и ради таа причина тие си заминаа без да фрлат камен на незе. Значи првиот чекор на простување е кога ќе препознам и ќе го прифатам тоа во мојот живот. Значи секој еден од нас беше моментот кога ние можевме да препознаеме или да си бидеме искрени да речеме: да, јас грешив, јас сум грешен пред Господ и јас ќе се покајам, Божи, ти го предавам животот на тебе. Кажав од моите средношколски години, значи 3-та година кога бев тука, тоа како ќе му дојде 16, 17, 16 години имам слушнато, со кое што дури на 19 беше, што можам да кажам, во целост предадена. Затоа што претходно мислев дека па јас сум грешна, да, ама не сум толку, не направив ништо лошо, бев пресрамежлива, повлечена, премногу строги родители дома те држат. Што сум јас толку сгрешила, знаеш? И не сваќаше суштината, кога во тој период и како ми се дозволија и отворија многу врати да сватам колку сум грешна. И тоа беше моментот кога јас го предадов. Затоа велам, тука доаѓа до тоа препознавање, прифаќање и го прифатив опростувањето Христово за да продолжам понатаму со мојот живот. Значи, но покрај тоа што ние бараме прошка и Исус, Господ, ни простува и како сме повикани ние како верни да простуваме на другите луѓе околу нас. Значи, со простувањето ние си носиме исцеление самите на себе. Не носиме исцеление на другите. Ако не простам, се вели во Светото Писмо дека и мене не ќе ми се прости. И јас сум одговорна за мојот живот. Јас сум одговорна за да тоа што без разлика другите како и да се однесуваат спрема мене, како и да имат кажано, што и да се направиле, мое да треба да им простам. Значи да се молам за нив и да им простам на другите. Тие одговараат за своите постапки, а јас можам да одговарам и имам одговорност за моите постапки. Значи никој не може место мене да направи нешто она што јас треба да го направа. Значи важно е да почнеме со такви исправни дела кои што ќе
произведуваат исправни чувства и однесувања спрема другите луѓе. Значи, пода им насмевка, да им подарок, спомнав нели на жениве, колку и да беа можеби со некои тажни лица, некои ли замислени, ќе видиш насмевка на нивните лица. Ако јас возвратев со иста мера без насмевка и со некои погради зборови, нека имаше такви емоции кај нив, нека се појавеше тоа. Значи, затоа ние треба да им помагаме и да ги пресретнуваме понекогаш дури потребите на другите луѓе, да размислуваме како да во тие моменти да се однесуваме. Во Матеј 6 глава, 14 и 15 стих вели: бидејќи ако им ги простите на луѓето гревовите нивни, и вам ќе ви ги прости вашиот Отец небесен. Ако пак не им ги простите гревовите на луѓето, и вашиот Отец нема да ви ги прости и вашите. Значи, ако очекуваме да некој нас ни прости, значи ите како ние треба да простуваме на другите. Дури ако не можам да вежбаме, мислам, малку чудно како тоа да вежбам јас ја, ама ќе се трудам, да ќе се молам, ќе барам Божја помош да тој ми помогне да можам да им простам на другите. Затоа што ако Бог мене ми прости толку големи работи, зашто јас да не простам на некој друг човек? Или без разлика што и да ни кажат, зашто да не сватам дека тој човек во неговото, сега зборам за некои ситуации, тој што и да кажал, знам дека него му треба Господ. И него му треба некоја исцеление, затоа што многу често се случува. Повредена особа повредува други. Осамена особа, која што мисли е гневна и те како изразува спрема другиве нивните реакции. И затоа е многу битно да ја согледаме личноста, зошто така реагира, што се случува со нејза, и да молиме дури за таа особа да Господ делува и да ја менува целата ситуација. Во Ефесјаните 4 глава, 32 стих вели: бидете еден спрема друг добри, милосрдни, проштевајќи си еден на друг како што и Бог ви прости во Христос. Значи, не повикува да бидеме добри едни спрема други, милосрдни. Значи, да си простуваме еден спрема друг како што и Христос нас ни прости. И како значи да едноставно простиме на другите, ама доаѓа некогаш и на вистина кој што и ние самите треба да си простиме на себе си. Затоа што кога ќе имаме некој да не повреди, не само да чекаме тој да дојде да ни прости, да му простам, да бара прошка, туку и јас да отидам да побарам прошка. Многу полесно е и секогаш велиме тој треба да дојде, но ите како во одредена ситуација се потребни двајца. Не може само едната личност да прави работи. И затоа, како што ќе очекуваме, така и ние треба да пристапиме кон луѓето. Во Матеј 18 глава, тука кога Петар го прашува на Исус колку пати да прости, тоест во 21 стих тој вели: тогаш Петар пристапи кон него и рече: Господи, колку пати да му простам на брата си кога ќе сгреши против мене? До 7 пати ли? Исус му одговори: не ти велам до 7, туку до 70 по 7. Значи, вистинското простување е нешто кое што не треба да остава трага во нас, кој што не треба и неправда. Значи, треба, не е она кој што постојано јас треба само да се навраќам на тој момент таму, ако сум го предала на Господ. Сега, важно е да се прости, и тука ќе спомнам два примери што се како една гневна особа. Значи, гневна особа ите како се уништува прво и единствено самата себе. Затоа што тој гнев во тебе што е, тоа ти штети на твоето здравје. Ти самиот си напнат, немаш никакво, што е убаво да ти се случува околу тебе, ти нема да го гледаш затоа што тој гнев во тебе стои и те држи за робе. Исто така, значи, испитувано било на некој доктор ставил вака сонда во човекот и видел дека таа гневна особа, кога е во моментот на
на гнев, дигестијата на храната не функционирала добро. Кога ќе мисли на нешто добро, тогаш таа си била во добра функција. Еднаш, овој истиот кој што доаѓаше од Англија, кажуваше дури на некој испитување, на тој човек и гастритисот му бил предизвикан од таа гневност и омраза кој што човекот ја имал цело време стегнато. Значи, затоа е многу важно да прво ние се ослободиме од тоа. Да простиме, затоа што не само што на себе ќе си направиме добро, туку и нашиот однос со Господ се подобрува. Затоа вели, ако вие не простите, како, или ако велиш го мразам, не го сакам брата, како можеме да кажеме го сакам Бог? Или Бог мене ми простува, ама јас тебе ќе те докусурам, не можам да ти простам. Знаеш, мислам, ради таа причина ите како треба да внимаваме. Тука Петар го прашува колку пати, дали 3 пати, тој му вели не 3 пати, туку 7 пати, по 77 пати. Значи, ите како ние треба постојано на некој начин да простуваме. Затоа што во Битие прошлата недела Дејан тоа зборуваше за Јосиф, јас сега нема да спомнам 54-та глава, само ќе го спомнам дека Јосиф, ако размислуваме каков пример беше. Значи, тој беше отфрлен, беше продаден, лажно обвинет, во затвор, и Бог низ тој процес го подигна и како се однесуваше со своите браќа. Со оние кои што најмногу го повредија. Нели, како велиме, некој од страна што да ни каже, тоа нема да делува многу кај нас, ама своите блиски кога ќе те повредат, тогаш многу боли. И тој што направи? Тој им прости. Не ги ни казни, ги хранеше, им даваше храна и им покажа љубовта. Значи, затоа е многу важно да ите како и ние размислуваме на тој начин. Сега во Римјаните 12 глава ќе прочитам, сега мислев Псалм 51 не го прочитав, но ова ќе прочитам го целото од 1 до 21, тука ите како кажува покрај таа жртва благогодна на Господ, како и на кој начин треба да се однесуваме. Вели, браќа, во името на Божјото милосрдие, ве молам, подајте ги телата ваши во жртва жива, света и благогодна на Бога, како ваша духовна богослужба. Не сообразувајте се со овој век, туку преобразувајте се со возобновување на вашиот ум, за да можете да испитувате и осознавате што е волјата Божја, што е добро, благоугодно и совршено. Зашто заради благодата што ми е мене дадена, на секого од вас му кажувам да нема за себе повисоко мислење отколку што треба да има. Туку нека има за себе поскромно мислење, за да расудува според мерката на верата што Бог на секого му ја одмерил. Зашто како што во едно тело имаме многу органи, но сите органи не действуваат на еднаков начин, така и ние мнозина сме едно тело во Христос, а секој поединечно сме органи еден на друг. Според дадената благодат имаме различни дарби. Ако е тоа пророчка дарба, тогаш нека биде во сразмерот со верата. Ако е тоа дарба за служење, нека служи. Ако ли е пак тоа дарба за поучување, нека поучува. А ако е пак за утешител, нека утешува. Дарител е, нека дарува штедро. Кој управува, нека управува со усрдност. Кој прави милосрдие, нека го врши тоа со добра волја. Љубовта нека не биде лицемерна. Стоите настрана од злото. Прилепувајте се кон доброто. Со својата братска љубов сакајте се срдечно едни со други. Надпреварувајте се во почитувањето еден кон друг. Во усрдноста да не сте колебливи. Бидете со гордлив дух. Служете му на Господ. Радувајте се во надежта. Во маката бидете трпеливи, а во молитвата постојани. Помагајте им на светиите во нивните потреби. Трудете се да бидете гостопримливи. Благословувајте ги оние што ве гонат. Благословувајте ги и не ги проколнувајте. Радувајте се со оние што се радуваат и плачете со оние што плачат. Бидете меѓу себе едномислени.
Не ставајте си во умот високи работи, туку предајте се кон скромни нешта. Не мислете дека сте мудри и никому не враќајте зло за зло, а размислувајте за тоа што е добро пред сите луѓе. Ако е можно, доколку тоа зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Не одмаздувајте се, возлюбени, за себе, туку дајте му место на Божиот гнев, зашто е напишано: одмаздата е моја, јас ќе отплатувам, вели Господ. И така, ако непријателот твој е гладен, нахрани го, ако е жеден, напој го, зашто правејќи го тоа, ти ќе му натрупаш жар на главата негова. Не допуштај злото да те победи, туку победи го злото со добро. Значи, сето ова кој што ќе го видиме, едноставно гледаме колку тоа се работи или задачи можеме да завршиме во овој свет. Затоа што ако некој ме повредува, ако е мој непријател, вели нахрани го, помогни му, љуби го, сакај го, нели, својот непријател. Колку повеќе, значи, за луѓето, тоа треба да ни биде како ние верни христијани, значи во христијанскиот живот треба да ни биде животен стил, кој што ние ќе треба да им простуваме на луѓето. Ако сме ја почувствувале љубовта и благодата Божја, и како тоа ќе сакаме да им го пренесеме на другите. Верувајте, кога често пати нема да зборам у детали, го минував тоа во кратово, јас, мојата љубов спрема нив растеше уште повеќе, затоа што знаев дека тие немаат поима ништо од Божјото Слово, не знаат ништо за Бог, и како им треба таа љубов Божја, и се молев и растеше таа љубов кон нив. Имаше периоди кога и од верни ќе бидеме повредени. Тука повторно беше моја јас да простам, за да мојот однос со Бог и јас да не си наштетувам на мене. И секако ние треба понекогаш да ова го сватиме, дека простувањето не е чувства, тоа е избор. Избирам да простам на таа личност, затоа што тоа го пишува во Светото Писмо. Затоа што милоста Божја ми прости, со благодата ме откупи, и Исус ми прости мене, која сум јас сега да држам неопростување кон некоја друга личност. И што сега јас тука да направам и како да можам да простам на друга личност, нели, за да си помогнам. Кога сам можеби ќе речеш немам сили, толку пати сум повредена, тешко ми е или повреден. Затоа што некои работи навистина се тешки. Јас не велам дека преку ноќ вака ќе се случи, ќе кажам простено, кажав, значи у ситуација имав со една личност кој што кога иако не ја гледав, мислам работевме заедно, и после тоа тие си беа уснивниот град. И јас името само кој ќе го слушнав, кај мене се вртеше, јас умствено као предадов, се молев и викав: Господе, простено е. Сакам да му простам, сакам да и простам и не сакам веќе да размислувам на тоа. Ама се фаќав, знаеш, као ќе слушнеш и повторно кај мене. Знаев дека тоа се уште целосно не е предадено. И барав: Господе, дај ми сила да можам да им простам на тие луѓе. И се сеќавам, бев у нивниот град и ги сретнувам на улица. За прв пат после тоа јас можев после долго време да зборуваме, па дури и со жената се изгушкавме, и се тоа како никогаш ништо да не беше помеѓу нас. Затоа велам дека многу е битен тој став и да бараме од Бог сила да ни даде да простиме. Во Филипјаните што вели 4:13? Се можам преку силата на Исус Христос кој што ни ја дава. Ние не можеме сами од себе си, можеби, но тој ни дава потребната сила. А како ќе ја добиеме ако не ја побараме? Учениците беа сред бура, побара помош, тој ги стиши бурата и беше се мирно. Значи, со простувањето ние и како доаѓаме и добиваме ослободување од тој товар кој што го носиме. Затоа што тоа ти прави да не можеш да спиеш, да не си никако расположен, се ти смета, си напнат целиот. Значи, едноставно, сето тоа кој ќе ги пуштиме сите тие работи од нас, кои што ги држиме цврсто, и како сите тие рани кои што се предизвикуваат и тие страдања,
ако ги пуштиме и дозволиме Бог да ги исцели, ќе помине. Ама ако не, тоа ќе стои тука. И секое едно нешто слично што ќе дојде кај нас, ние ќе реагираме на истиот начин, затоа што тоа ние сме повредени, тоа стои тука, таа рана е тука. И дури таа особа и на шала да ти каже нешто, ќе изреагираш како да е сериозно, затоа што раната е тука. Ти си повреден и ставаш маска, криеш, не покажуваш дека се уште не е во целост дадено, или пак таа особа, колку и да прави во иднина добро за тебе, затоа што не си простил, ти ќе се однесуваш кој да ти е најголемиот непријател, а таа особа нема воопшто таква помисла. Или некогаш некој ќе каже нешто, тој нема ни да мисли дека ти има повредено, ќе си замине, тој ќе си живее мирно, а ти целиот ќе бидеш напнат. И затоа многу е важно да ги пуштаме. Има тука дадено еден пример за еден мајмун, како и на кој начин го фаќа. Значи, тоа ја става сликата како ние стануваме робови на неопростувањето и она што го држиме во нас. И сега вика, најлесно како мајмун може да фатиш и да го ставиш во зоолошка, тоа вика во кафезот ќе стават еден кокос малку што ќе има отвор, а внатре ќе стават и кикирики. И сега тој кој ќе ја мушне ракава, тој може да ја мушне, ќе ги зграбчи кикирикиве, и сега кој ќе сака да излезе, не може да излезе затоа што ги држи со тупаница во вака, не може да излезе надвор. И доаѓаат, го фаќаат и завршува во зоолошка. Така и ние сме она кога држиме некој гнев и се ставаме да бидеме робови на тоа. Вчера кога зборевме со Кире, чисто само кратко ќе го спомнам тој пример, тој после тоа ми спомна, оти ме праша ради песниве што како проповета и чисто јас овој пример го спомнав и тој кажуваше за некоја приказна за две дечиња кои што таму си имале меѓу себе некои расправи и сега кога биле потикнати да треба да простат, едното и на мајката му рекла: мамо, може ли сонцето, нели, и бил кажано стихот, нели, не држите го гневот додека сонцето да зајде, да го предадат, и тоа рекло: може ли сонцето никогаш да не зајде. Значи детето порадо посакало сонцето да вечно грее, за да не треба да прости на својот брат. Така да понекогаш и ние така реагираме. Ама ете во Ефесијаните 4 глава 26 и 27 вели: гневете се, но не грешете, сонцето да не зајде над гревот ваш и не давајте му место на ѓаволот. Значи гневот сам по себе не е грев, но проблемот е дали тоа ќе дозволиме внатре да расте во нас. Во спротивно, значи на тој начин ние отвараме вратата кој што непријателот ѓаволот и како работи во нас. Почнуваме и можеби и филмови да правиме што, како, зошто, па тоа толку ќе го анализираме кој како ни кажал, зошто кажал така, и на тој начин и како почнуваме да реагираме и можеби на иста мера возвраќаме како и на другите. А тој вели да ние ги предаваме на Господ, да не тоа дозволи да расте во нас. Значи причина зошто некои луѓе не сакаат да простат, затоа што често пати луѓето си велат, значи секогаш ги оправдуваат. Знаеш, кога ќе слушнеш ова, селиш и го оправдуваш, ама тој не сакал така да каже. Ма тој не сакаше така да го направи. И значи тука понекогаш, колку и да тоа изгледа духовно, или као, јас не сакав тоа да го кажам така, сепак предизвикало реакција кај другиот. Значи, шок ќе ни кошта да речем извини, опрости, ама кога ќе го кажам тоа, не да биде само збор. Знаеме дека малите деца се најискрени кога збориме Исус, затоа не повикуваше да бидеме како деца, затоа што ако се сетиме, мислам сите сме биле у ситуација со деца, тоа ако не го мисли така, абе ти 100 пати го натера извини се таму, нема да се извини. Затоа што не го чувствува тука. Или ако сакаш да речеш на некој, кажи и на таа тетка или на таа баба, сакам те, као деме кајде, нека се почувствува. Ама детево ако не го чувствува тоа, нема да го каже. Ама ние ќе го кажеме возрастниве. Знаеш, онака као само збор, затоа што не ми е важно дали јас тоа го чувствувам. И затоа велам дека е многу битно да пристапуваме искрено и да го правиме тоа. Значи,
тешко име затоа да простуваат, затоа што се чувствуваат дека се изневерени и дека не се лојални луѓето кон нив. Знаеш, као си викаш, па зашто се на мене вака? Па зашто? Па тој не е, значи, никогаш не се покажа неговата верност кон мене, како пријател, како сопруг, може би сопруга, не е битно, значи, во кој контекст да е. Значи, ако родителите исто така сгрешиле, нели, не сгрешили и тоа е исто така важно, кој што ние треба да простиме, не да потиснуваме. И затоа комуникацијата е многу важна. Оти понекогаш поминеме периоди од детството и можеби и во возраст голем, мислам во друг период од животот, каде што и како може да бидеме повредени од страна на родителите, кои што ние тоа го потиснуваме затоа што ни се родители, ама затоа пак реагираме у секоја една друга ситуација кога некој слично ни направи. И затоа е многу важно да простиме, да разговараме, да ја надминеме. Колку и да значи некој не може да простат, затоа што кога ќе простиш, ти се навраќаш на истата болка, на истата случка. Значи јас за треба да простам на таа особа, треба да разговарам со нејзи, да кажам тие зборови или делото што е направено, колку тоа е тешко и ми нанесува болка. Може би ќе паднат и солзи, може би у тој момент ќе кажеш многу работи кои што се ќе откриеш како ти си имаш чувствувано. И ради таа причина тие бегаат и не сакат да се соочат со проблемот, да го надминат и да барат прошка. Или да опростат на другата личност. За некои луѓе пак тоа испаѓа и како да е гориво на денот. Знаеш, тоа ми е силата дава да продолжи, да си го истера денот до крај. За жал ги има колку и да мислиме дека нема такви луѓе и тоа поминува. Но кажуваме дека треба да ја оставиме и читавме во Римјаните, ама и у Мојсиева 32-35 вели дека да оставиме се у Божите раце. Бог ја води целата ситуација. Колку и да некоја особа има шо направено, ние да не презимаме на свој начин да го решаваме со иста мера на гнев, омраза и неопростување. Туку да пристапиме на таков начин кој што ние ќе побараме прво ние да ни биде простено, затоа што у тој период сме реагирале на сличен начин со таа друга особа, ако е веќе соособа. Понекогаш многу им е тешко да простат луѓево затоа што прво не можат да си простат на самите себе. Тука читав еден пример за една особа која што си кажува самата себе, значи од дете мислела дека таа е виновна затоа што родителите нивни се разведеле. Затоа што нели често пати мора да внимаваме како со децата и тоа имам слушнато дури со мој од страна на еден родител кој што вели сега ради тебе се јас и татко ти караме. Ите како треба да се внимава затоа што тоа дете си става у својата глава, јас сум причината за кавгата на моите родители. И значи случајот на ова се разведуваат родителите, таа мисли цело време дека таа е причината. И тоа ја мачи со години, кој што мисли дека таа е причина. Се мажот почнува со коцка и ги троши сите пари таму и така натаму со алкохол и со се, кој што повторно таа мисли дека таа е причината дека тоа што се случува у нејзиниот живот, се до оној момент кога таа за прв пат слушнала дека треба да се прифати самата себе таква каква што е, да побара прошка од Бог затоа што самата себе не се сака. Затоа што самата на себе не си простува. Затоа што можеби некогаш ќе направиш нешто и ти знаеш дека тука си сгрешил и ти, и сега не си простуваш на себе си. Мора и самите на себе да си простиме, за да можеме да простиме на друг. Ако јас на себе си не си простувам, не можам да простам ни на друг, затоа што таа жена кога го дава и го остава целиот терет на Бог, тогаш за прв пат таа се почувствувала ослободена и можела да продолжи Бог да ја користи и во нејзината служба, кој што Бог ја употребувал понатаму и советувала други луѓе во поглед на тоа. Значи,
Друго нешто кој што е многу важно не е да чекаме тие да дојдат кај нас, кажав, туку да ние побараме опростување дури од нив. Ние да бидеме предизвикателите. Затоа што ако чекаме тие да дојдат, верувате, може би нема никогаш да дојде. Се спомнува тука за друга личност кој што таа пак се чувствувала отфрлена од луѓето и била толку скршена, кој што почнала да си вели: тие додека не дојдат да ми се извинат и да побарат прошка, јас нема никогаш. Живеела во тој гнев, чекајки тие да дојдат кај незе. Верувајте дека тоа и tekako нема да се случи, и затоа незиниот живот секогаш бил со таков гнев, лутина и неопростување. И затоа е многу важно да ние дојдеме до таа точка кај што ќе речеме: јас простувам. Не тие треба да ми простат. Јас простувам на таа личност. Тоа што е направено, значи јас си простувам и на самата себе. И барам прошка од Господ затоа што така сум мислила за себе, зашто така сум се однесувала кон себе, а после тоа како сум се однесувала и кон другите личности околу мене. Значи ние треба да простиме на луѓето, но колку и да има некои повреди кои што се случуваат или се повторуваат во нас. Има разлика, таа не ми е темата, секако јас кога ќе простам, не значи дека треба да продолжиме постојано, повторно да се работувам до таа мера со таа личност, ама многу е важен ставот да простиме. И во Марко 12 глава 13 стих, тука кога го прашува, го испитува Исус, секогаш сака да откријат некои работи, што, како да го фатат на збор, вика: пратија кај него некои од фарисеите и од иродовците за да го фатат на збор, затоа што верувате и како и нас луѓето не тестираат и гледат како ние ќе делуваме и како ние ќе постапуваме со луѓето во одредени ситуации. И верувате, тие многу подобро знаат како верните треба да живеат и што верните треба да направат. Или понекогаш ќе ти усмерат: ама вие нели треба да простите, а ти се однесуваш исто како мене. И еве во Матеј 22:37 до 40 стих, ама јас само дел ќе прочитам, вели: Исус им одговори: возлюби го Господа својот Бог со сето свое срце и сета своја душа, со сиот свој разум. И втората и слична на неа: возлюби го својот ближен како самиот себе си. Значи вели: љуби го Бог со сето свое срце, љуби го ближниот. Не можеш, значи, да го љубиш да кажеш дека го љубиш ближниот ако не се сакаш самиот себе си. Затоа што вели: љуби го како самиот себе си. Ако тоа го немаме, не можеме. Верувате мене, тоа ми требаше време да го сватам. Посебно со тие советници. Јас ми простувам, ама не можам на себе си простам. И додека да дојдеш до тоа осознание, да го предадеш тоа, и како после какви улеснувања и излечување на рани доаѓаат во нашите животи. И ако значи доаѓаме со тоа што како или некако да бидам способен да го кажам тоа, значи доаѓам си кажувам: Господе, ти ме прифати ваква каква што сум, со сите овие мои слабости, грешки, и ти ме сакаш. И знам дека нели ми простуваш за се што имам направено. Многу пати луѓето многу полесно име да го мразат Бог затоа што ќе има земјотреси, има поплави, има разни ситуации, војни околу нас. И што правиме? Вината на кого ја даваме? Ја фрламе на Бог. И како и во тоа треба да размислиме со тие заклучоци и тие обвинувања. И за тоа и како треба да се ослободиме од таквите обвинувања, дали спрема луѓето, дали спрема Бог, и да нашите врски се обновуваат почесто со Бог, за да имаме го тој победоносен живот. Значи, само 3 работи ќе спомнам за процес на простувањето, што би било кажано или направено за да бидам повреден. Значи, тука ќе видиме дека, кажав претходно, кога некоја особа ќе те повреди, ти знаеш дали си простил или не со тоа што цело време нешто работи кај тебе. Само името кое ќе го слушнеш, откриваш дека не си простил, и затоа треба да едноставно
го предадеме и да ја бараме таа љубов Божја која што ќе имаме за таа личност. Со Дејан, кога бевме, јас поделив случка пак со таа личност која што се молев. А секоја сабајле морам да почнам го денот со таа личност. Пола ден бев со таа личност. Ти замисли секој дневно да слушаш повреди на тебе и работи кои што и како те повредуваат. И си викаш како да продолжам да работам. И се молев секој ден, Господе, дај ми љубов да ја сакам таа особа. Затоа што и кога ќе слушнаш, се си врти тука, гневен си, луд си, не престанува, нема дена да не слушнаш нешто. И јас се молев и едно сабајле идам и ја гледам намрштена, не знам, како и секогаш. А јас толку ја сакам. И ми иде да беше некоја друга, да ја гушнам и да беше, мислам да така да ја кажеш колку ја сакаш. Ама после таа си беше иста. Јас бев сменета. Мене Господ мене ме промени. Не затоа што јас имав сила, затоа што Господ ми ја даде таа љубов, затоа што барав од Него, а Тој ни дава таа Божја сила да можеме да простиме и да сакаме. И многу пати тука, значи, како е тоа што те натерало да се чувствуваш. Ние вели, жените сме ориентирани кон врските, а мажите кон фактите и мора да бидеме конкретни. Значи, кога разговараме со личност кој што може би сме повредени или нешто, не треба да нешто површно го поминеш разговорот. Ите како е битен да си кажат и двете особи. Затоа што ако другата зборува нешто за тебе и те повредува, што ти чувствуваш? Значи, јас треба да си бидам искрена. Бев лута, значи, бев гневна, чувствував омрза или љубомора, или те мразев, не знам, било што. Значи, тоа треба, ако јас тоа се појавува у разговор со таа особа, јас тоа треба да го предадам на Господ, затоа што сето тоа нема ништо поврзано со Бог, тоа не води кон едно погрешно, кој што ите како може да не наведе во грев. Сега тука пример е ставено, вика мажот доаѓа пијан и сега таа е целата полна со страв дека ќе бидат повторно истепани од страна од него и децата и тие, и таа се чувствува отфрлено. И сите на некој начин сме стручњаци понекогаш во одредени ситуации да отфрламе луѓе околу нас, затоа што тие не изгледаат како нас, затоа што тие не се на тоа ниво. И затоа да внимаваме, барем ние свесно, да не ги отфрламе луѓето, своите блиски, своите браќа и сестри, затоа што може би мислиме дека во одредени ситуации и како тие не се однесуваат и не прават како нас. И сето тоа што правиме, да внимаваме, затоа што посебно мајките, знаете, кога сте чекале бебиња, и затоа ве потикнуваат дека уште кога е во утробата на мајката, да им зборите дека е сакано, дека да се чувствува бебето дека е сакано, затоа што ите како тоа го чувствуваат. Колку пати слушаме некои личности кажуваат дека од мало се чувствува отфрлено и несакано. Зошто? Затоа што мајката сакала да го абортира. И сега кога ќе дојдеш до такви сознанија, согледуваш дека од кој момент, дури кога е зачнато нешто, треба тоа дете или таа личност да чувствува љубов и дека е сакана, а да не го правиме тоа отфрлање кој што подоцна ќе носи последици. Значи, ова е вака едно кратко образложување на сето она кој што една битна, мислам, ова е само како една проповед кој што на оваа тема се зборуваше цела недела и цела недела со брачните другари имаше советувалиште, така се сретнува и разговара и се молеа за нив. И затоа велам, ова е само еден дел кој што верувам е битен за нас да секојдневно чекориме со тој став, со тоа опростување, ако сакаме да имаме еден таков победоносен живот. Прво, јас и Господ, посето ќе имам добар, значи ти самиот ќе бидеш добар, пошто ќе можеш ите како да бидеш добар и спрема другата личност.
или спрема некоја одредена ситуација. Затоа што ако јас сум полна со тоа неопростување, верувајте, не ќе можеме нити себе си да се сакаме, нити врската со Бог, нити кон другата личност. Затоа, на некои случаи се процес. Не велам дека можеби ќе се случи преку вечер, но рековме затоа да молиме и да бараме оти во Христос ја имаме таа Божја сила која што ќе ни помогне.